наши доблести и мани. И- И тогаш ќе сватиме дека не ни треба така. Да, да. Так- И спортот таква е една експресија. од алатките. А спортот е една од алатките не само за нели здраво тело, здрав дух, него апсолутно, значи депресии Да, лечиш, да. пандемии, здравови, се пребродуваш. У најголемата, не знам, у најтешките моменти, мене барем лично, ќе земам, ќе се истрчам на водно, ќе се препотам, ќе се исплачам ако треба, ама се враќаш дома нов. Се рекалибрира. И да, хемијата. убаво и тагата и Да, да, да. убави се сите тие работи да ги насочиш, да ги канализираш с лекарство, нешто ќе излезе. Креативноста со спортот се многу добри заедно и што сега да ти кажам дека да и на тој начин ние дозволуваме и на тагата и на нели имаме нагорнини и надолнини, одиме по тој пат. Да. Ама достоинствено одиме по тој Да. пат. Тој е многу битен, затоа што еве јас кога сум се искачала на Монт Еверест, нели сум одела скоро 50 дена за да стигнам до врвот. Так. Секој И ден, после- секој И ден, тоа е пола. секој ден, пуно работно време, одиш нагоре надолу. И што правиш кога ќе стигнеш горе? Што правиш кога ќе стигнеш горе? Не знам. Ако успееш некој селфи овона, батерии, тоа рикнато све, колку време можеш да седиш докрај? 5, 10, 15 минути. И после што? По истиот пат треба да се спуштиш Назад. надоле, значи сигурно, фокусирано и достоинствено, исто како што си се искачал. И буквално и метафорички Точно. има и затоа ја надоле. секогаш кажувам и во мојата книга дека врвот е само половина пат Да. до целта. Да. И, значи, сега позицијата ваму, ти ќе си имаш прилика да си работиш и на докторатот, Понадamo, но значи и, да, и спомна и предаваш, значи ќе имаш и да, ќе имам предавање. предавање. Ќе бидам учителица, но тоа се некако ми излезе плански, бидејќи сакав, добивав многу